Потребни ли се уставни измени? На оваа тема дебатираа денеска студентите на Државниот универзитет во Тетово со министерот за правда Аднан Јашари. Секоја критика или аргумент што ќе биде предложена ќе биде пренесена до владата за уставните измени да бидат во согласност со потребите и правата на граѓаните, рече Јашари. За секој амандман посебно ќе се објават сите забелешки, критики и пофалби кои ќе ги слушнеме од ваквите дебати. Како за пример измени ќе има во судството, семејните права, финансирањето. Ќе се воведе институтот уставна жалба кој е претходно воведен во повеќе држави. Неговата цел е да се зајакне заштитата на човековите права и слободи дефинирани во уставот. Бракот ќе биде заедница меѓу маж и жена. Ова преминува од закон во устав. Овие уставни измени немаат никаква политичка позадина. Македонија има многу поголеми проблеми од овие уставни измени кои се предложени, рече деканот на правниот факултет Мерсим Максути. Уставните промени во една држава доаѓаат за да се оди напред. Јас сметам дека вакви промени на Македонија не и се потребни. Има многу поголеми проблеми кои треба да бидат приоритет, а не ставањето на бракот како заедница меѓу маж и жена. Апелирам дуи да се откаже од некои промени. Со овие измени на уставот не се задоволува ниту едно право на албанците. Тие не се рамномерни со македонците, а ни јазикот не се вметна како службен во високите институции. Во тек е втората фаза на реализирањето на измените на уставот. Вакви дебати се организираа во повеќе градови во земјава.